Во последниве денови, извршниот директор на Тесла, милиардерот Илон Маск, ја нападна британската влада со серија објави на неговата социјална мрежа X. Без да обезбеди докази, Маск ја обвини британската влада за соучешништво во наводниот неуспех да ги гони бандите или групи мажи кои сексуално злоупотребувале деца. Случаите се протегаат од пред повеќе од 20 години. Постоеше чувство дека бандите, особено оние составени од мажи со пакистанско потекло, не се кривично гонети, дека полицијата не ги истражува толку силно како што требаше. Делумно, мислам поради односот на полицијата кон жалителите, главно девојчиња од работничката класа, кои полицијата не ги свакаше многу сериозно. Исто така некои би тврделе поради чувствителноста околу аспектот на односите во заедницата. Со други зборови, полицијата и властите се плашат да не бидат наречени расисти. Меѓу оние кои тврдеа дека се прикривало во тоа време, беше и екстремно десничарскиот активист Томи Робинсон, кој моментално е во затвор поради неповрзани обвиненија. Маск напиша на X дека Робинсон треба да биде ослободен и, цитирам, оние кои го прикрива овој абсурд треба да го заземат неговото место во таа килија. Маск го обвини британскиот премиер Кир Стармер дека не ги гонал бандите додека бил главен британски обвинител. Еве што рече Стармер неодамна. Оние кои шират лаги и дезинформации колку што е можно подалеку и пошироко, не ги интересираат жртвите, тие се заинтересирани за себе. Оние кои навиваа за Томи Робинсон, не ги интересира правдата. Тие поддржуваат човек кој отиде во затвор затоа што речиси го струши случајот за бандите. Стармер додаде дека како главен обвинител тој отворил бројни случаи на злоупотреба на деца и го покренал првото гонење на азиска банда за злоупотреба на деца. Но Маск подоцна ја повтори својата критика, означувајќи го премиерот, цитирам, крајно одвратен. Стармер не го повика Илон Маск по име, забележува аналитичарот Пейл. Поради неговата близкост од Доналд Трамп, Стармер мора, мислам, да биде многу внимателно да ги избира зборовите, затоа што не може да оди против Маск со име. Маск го критикуваше и германскиот канцелар Олаф Шолц и отворено ја поддржува екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија. Некои законодавци повика европските регулатори да преземат акција против X за наводно ширење дезинформации. Сепак, се сомневам дека всушност толку многу ќе се случи во тој поглед. Едноставно, затоа што иако Илон Маск сака да се гледа себе си како еден вид апсолутист за слобода на говорот, повеќето политичари во повеќето земји, во повеќето партии се за слобода на говорот. Во дополнителен пресврт, Маск неодамна се чинеше дека се сврте кон Најџел Фараш, долгогодишен сојузник на Доналд Трамп. Маск напиша на X дека Фараш, цитирам, го нема она што е потребно за да ја води британската реформска партија, откако одби да го поддржи затворениот активист Томи Робинсон. Фараш одговори дека стои на својата позиција.